Здраво, дечки! Денес е многу интересна и специјална епизода и од одма сакаме да бидеме транспарентни, ама ќе видите зашо. Од интересна причина. Ако до сега сте забележале, сигурно сте забележале, нашиот спонзор на подкастот е Best Way Solutions. И гостин ни е Нено Оунер, Стојковски. собственикот, основачот и како се вика на Best Way Solutions. Таа е транспарентноста, дека на гостин е што се вика спонзорот на подкастот, но фасцинацијата е што ти си сериозен атлета, сериозно посветен на фитнесот, а и релативно успешен бизнисмен. И нормално дека на нашиот подкаст нас со жарен интересира секој човек што ги комбинира тие работи и фактички нас интересот ни е како тие ствари работат заедно. А Жарен нека објасни од кај се знаат и од кај е конекцијата. Прво захвалност една, фала ти Нено, што не е еден од него, првиот и у моментов единствениот спонзор што не поддржава. Тоа се деси на Бафтанану кафана, као секоја Делко Македонија, али не на пије, нормално. Но многу натрезно беше, у 7. Прва фаза беше. Прва фаза, Тоа да. значи дека е добар договор. Добар, да. Што ме у кафана направи. Ја му најавив, планираме вака и вака. Дали Дека би не е у сала на крај на некој workout. Или кај што нема кај да бега. или во некои ситни часови. Не. 7 на 19 час. И рече која ќе бидне, ја му покажав први две епизоди што снимивме, слики од студио со Жарко Димовски имавме и јас и ти зашто вежбаме. Да. Имав некој урнек да покажам, супер бе, готово, кој ќе тргне возот. Одма убаво се залепи. Да. Браво. А ние се знаеме преку нашиот амиго Бојо, Андреа Бојчев Бојо, поздрав. Голем поздрав. Го донесо на вежбање уствари. И Тој амиго го донесе. точно. Така. Он е виновникот зашто доаѓам кај Жаре на кросфит. И беше прво, абе имаме другар на 2 пати неделно, вика, дој, како може ли да плати, кам, брат, нема таква, ајде, викам, другар ти, ќе излеземе пред Требаше нов ценовник да спрема. Да, не сакајќи. и дојде Нено и гледам спремно бате. Шо прави, бивши фудбалер е, знае, добар е све, не е индијанец. Футбалер си. Да, имам И некој сега, да, устала кроз мовет, бивши фудбал, па футсал се спомија негде, па егеецот дојде, кумот негов, он исто футсал и сега мене овие хронологии и овие работи не ми се јасни. И од тука може да почнеме да си го објасниш хронолошки твојот спортски дел од животот. Може, нема проблем. Пред се, фала на поканата. Баш ми е драго да бидам дел од овој подкаст. Ве следам редовно. Ми се свиѓа идејата што ја туркате, неколку пати со Жаре имаме прилика да разговараме почесто. Она што ми се допаѓа кај вас и зошто препознаваме момент за соработка е дека имате јасна структура. Знаете која ви е целта од подкастот, се држите во таа рамка. До сега сте одлични, фидбекот од луѓето што дали ради знаменце овој, дали дека знаат дека се знаеме со Жаре, па знаат да ми спомнат за подкастот, фидбекот е добар. Супер. Фидбекот е супер, продолжете си така. Best Way како Best Way компанија што сака да го помага спортот, општествено одговорна компанија, овде е нешто поразлично, но сепак е доста поврзано со спортот. Сепак сте една платформа кај што луѓе може да слушнат многу корисни работи, да слушнат конкретни примери искуства што утре во било која форма или во X време ќе си ги аплицираат подоцна во животот. Како почнав со спорт? Прво ќе почнеме Почна све. кај почна се. Уште многу рана возраст, веројатно преку татко ми, кој што беше спортски доктор во фудбалски клуб, преку 30 години, во разни клубови беше. Ја буквално од 6-7 години со него, по тренинзи, по стадиони, по гостовања, по карантини, патување со екипа,
во таа фаза од детството јас немам ни поима дека би сакал да се бавам со фудбал. Подоцна негде, не знам, основна школа, дали трето, четврто оделение, викам, па ајде гледам више, знаеш, го играш фудбалото мало во било каква форма, ајде ќе се запишам на фудбал. Се запишав на фудбал, некоја 9-10 година и го тренирав големиот фудбал до почеток на 18-та година. Опа, маш. Помина младински категории. Значи поминување пионери, Што позиција играше? Или играв лев бек. Лев бек играв. Карлос. Ешли Кол. Пошто десната ми е само за подпирање, левата има што да каже. Роберто Карлос. Така нешто. Само не го знам. Да, и сега знаете во таа возраст децата многу лесно и го губат фокусот. Сакам фудбал, сакам кошарка, сакам ова, Не сакам она. сакам. Не сакам точно. Кај мене беше примерот, сакам фудбал, ама како да објаснам, не знам. Имав многу фази на прекини Аха. во тие 10 години. Почнуваш 1-2 години, Ни застан. се повредуваш, додека си повреден, не можеш да одиш нели да тренираш и како дете лесно го губиш фокусот. Имаш прекин. Се враќаш пак. Прекин. Се враќаш пак. Стално ради повреди или некаде од... Школа, повреди, губење фокус, Не ми се тренира сега. тинејдж години, знаеш како Јасно. е, мислам, сите сме поминали с таа фаза, некој поише, некој помалце. Кога на 18 годишна возраст, задња година ми беше во работнички кадети, требаше да се оди, втора година кадети беше тоа, требаше да се прави свич Прав во тим. младинци, Аха. а веќе кога доаѓаш во младинци, ти треба да седнеш дома и да си бидеш искрен пред себе, да се консултираш со родител, со некој поискусен или со стручно лице, да направиш муавет колку е тоа за тебе. Ќе биде ли работа? Ја биде ли работата? Пошто за жал сите, ние тројца тука што седиме, имаме многу примери кои што не биле само свесни да седнат и да си го кажат тој момент. Уште има такви што не се свесни жал, и уште се има професионалци, за жал. И знаеш, ставаат образование, ставаат работа на страна. Едноставно не мислат на еднината all in се во фудбалот. Али Олин се, али играл некоја втора лига чепка, можеби не е за да Олин е Олин. Точно. И Под сега наводници. јас кога ја носев таа одлука дека окей, сега сум четврта средно, треба да решам кај ќе одам на факултет, што ќе правам понатаму, како ќе правам понатаму. Седнав, си евалуирав целиот процес на мојот почеток уште на 9-10 години. Бев многу свесен у таа фаза дека јас со тие прекини и враќања сите Си го знал работа. елементарни техники и основно познавање, јас имам голем гап. Да. Што ти во таа возраст ако го пропуштиш, А круцијално е тогаш дали мора. 1% во свет збориме, не во Македонија, успеал да дое после на топ левел и да екзистира од тоа. И така некако веројатно сум бил свесен, дали од дома никогаш сум немал пречка, моите секогаш ми викале: "Оди, твоја одлука е, ти си свој човек, веќе си возрасен." Некако бев само свесен дека заради овие пропусти што сум ги правел, без разлика нели колку сум сакал да Така. детски сон, сакам да успеам, подобро е да оставам и да се запишам на факултет. Понатаму што ќе биде, ќе биде. Ќе видиме. И се тука се откажеш од голем фудбал. Тука завршува голем фудбал, се запишувам на правен факултет, И не тренираш више. колективен спорт не тренирам. Да. Сега, тешка е одлуката се откажеш ти, поготово не од ниеден спорт не е лесно, да се разберам. Ами некој идентитет која ти е во животот, Више плюс ти на идентитет. таа возраст, Ти си навикнат секој ден додиш да тренираш со група, кој не на фудбалерот, си стекнал разбираш? другари, Да. си стекнал другари, си стекнал навики, ти фали тој момент, викенд имам утакмица, Да, автобуси, гостување. автобуси, зезање, дружење, се тоа ти фали, али окей, бев спремен да го тргнам тоа, дека можеби не е тоа за мене во оваа фаза од животот, додека да дојде овој дел со футсал, што сега ќе го објасниме, ја како најсходно за мене си го најдов трчањето. Сакам да останам физички активен, цел живот сум у тренинг. Не можев да се помирам дека заради тоа што јас сега нема да бидам дел од некој фудбалски тим, јас треба да престанам со Ништо да спорт, не правиш. да не правам ништо. Да. Во тоа време интернет многу немаше, нели, немаше колку денеска да отвориме што да правам, програма сам да тренирам, да видам дете кросфит не имало, тоа е 2005-та. Тоа у Америка почнувало. Да.
Замисли го. Значи било, нели, не работиш уште, можеби не можеш да си дозволиш да одиш во некој фитнес клуб, што ќе правам? Океј, ќе си купам тркалце дома, ќе си купам рачки за склекови и ќе ќе трчам, ќе одам на водно. Чисто да бидам активен. Така да Добро, и тоа е свесно у тоа време. тоа ми беше нешто као да, знаеш како да кажем, како да сум предосетил дека можеби ќе дојде некој друг спорт, а ова одржување у некоја форма ќе ми даде лесен свич Ќе ти даде шансата да си спремен да влезам, зашто нели ако се запуштиш, Толку е. отидеш по друг пат. Охо. Многу пати сте го збореле тоа во X епизоди. Знаеме кај води тоа и континуитетот мора да го има. Така влагаш у кросите. У футсал. Чекај У, да, бе, 2005 да, чекај. да, Имам да. уште. Уште 15 години има дока. Не дека вика ќе ми се најде за некој друг спорт. Несвесно. Значи, Да. паралелно, нели, го играме оној фудбал по термини, играш турнири со другари, тој мал фудбал, што да се разбереме со футсал нема допирна точка, освен што димензиите на игралиштето. Кој е пробал топката знае. Кој е пробал топката знае. Си играш и се одржаваш. Се запишувам ја на правен факултет, прва година, прв семестар, рандом во бифе, слушам на огласна табла на студентски вика има објавено повик за формирање на футсал екипа при правен факултет. Ја. А ти за факултетот да играш почнуваш? Да. И ја викам, добро, станувам од бифе, одам, гледам. Пријава. Јосип Броз, 7 саат, среда, тренер Зоран Лекич, кој што во тој момент е тренер на шампионот во футсал во Македонија Железарец. Они го ангажираат дополнително тука од правен факултет, значи многу добар потек Топ. за развој на спортот у Македонија. Ова ако слуша некој би било многу добра стратегија како да се интегрираат тие помлади. Преку студентите, да бе. Уште полесно може и преку средношколците. Да. Зашто Стварно. уште помлади се. А зошто да не и да Да не речеме им од, даеш пат. од 6 до 8? Не, Да бе, да. кај што се ни ваму ни таму може би уште се бави. Патока се тоа некаков си. Да. Тоа е за некои други да го решат. Али еве им пример. Пишува таму, Јосип Броз 7 саат, отворен повик, ќе се прави селекција за футсал екипа правен факултет. Океј. Одиме среда. И што е селекција, што е пробала? Па Лекич ги чека. Не, добро. Доаѓаме у сала, Лекич мора селекција да направи. Колку души? 30-40 луѓе. За правен факултет. Правен факултет. Значи се машко што играло фудбал по термини, по ваму, по та... Јако е. Играл се А откажал. колку играчи има футсал екипа? Футсал екипа во официјален записник има 14 играчи. Добро, Значи 14 бара Лекич. На терен играат четворица и еден голман. Сега. Доаѓаме толку луѓе во сала и нели, нема тука тренинг, нешто што работиме денес, работиме тактика шут, него он буквално како на деца од петлиња, И ти еве ја топката играте на 2 гол. ке проценам ја. И се дешава недела дена тоа, он еден кафеав тефтер имаше, ин, и така со Диме уствари играме ние футсал за факултет. Со Диме Атанасовски? Диме Атанасов. А и он игра за факултет. Па кажаме, да бе. Диме беше голман направен, да. Голман беше он. Да, он играше, мислам, тој период и трета лига кај него Волкова, Кома не се лажам. Крсна Лекичмет. Точно, да, па тој период. И тука и он од таму гледа више нема ништо Колку е и сега? си го наоѓа сетапот да речеме. Се прави селекција, окей, се наоѓаме на таа селекција, така почнува футсал приказната како ја влегувам во тој спорт. 2 години се игра за правен факултет, Играш само за факултет. Клубови, мугови, да ништо нема ништо. Се игра за факултет, се учествува во универзитетска лига, се учествува на правнијади, универзијади, доста патувања, одлично дружење, одличен момент. И ја како почнува тоа, знаеш, од почеток си викаш, ај, може нема да трае, она, после година и пол, си седам и си размислувам, викам, па може би мене овој сетап ми требаше во животот. Се едуцирам, ќе завршам школа, ќе завршам факултет, ќе имам некој скил, а од друга страна, тоа немање континуитет во детството и нели дали не созреаност или не знам како да го дефинирам. Ќе можам сега да си го остварам во било каква форма, зашто не ми е целта да направам пари од ова, не ми е целта да успеам вау. Сакам Љубов. сакам за своја душа да си го играм, да бидам дел од тим.
Тоа ќе Она, кажев. она Да. што ми фалело од периодот кога се откажав, сега преку факултетот си го најдов баш тој сетап Да. што нема да ме остави на страна и да се откажам од се друго, само за да успеам во фудбал. Си спортувам, си учам, ствараш пријатели, го правиш тоа што сакаш. Вин-вин сценарио. Не може бољ. Да. Како доаѓа да почнам да се бавам со футсал? Тоа, преоѓаш ли во клуб? Играш ли некаква лига? Да. После студија, валјда. Значи, универзитетска лига на страна, тоа си оди. Тоа нема чепкање, да. Си оди, ние Независно. 2,5 или 3 години игравме за правен факултет, до дипломски, после на мастер прекина. Еден тренинг за факултет, доаѓа тренеров, вика, дечки, знаете, јас сум тренер у КМФ Железарец, шампионот на Македонија. Си рекрутира човекот? Треба тројца, четворица помлади играчи. Сакате ли некој да пробате малце на посериозен левел, вика таму не е као тука, одма си знаете, и во универзитетска лига. Пошто универзитетска лига само по себе, еве сега денеска со Бесто играме и во бизнис лига, таа е многу послаба и од бизнис лига. Послаба. Послаба. Значи 2-3 екипи бевме што се боревме и тоа е тоа. Другите беше Така. баш она да се дружат студентите. Деца од мало. Деца од мало, некој сака да спортува, има желба, окей. Ние бевме едини факултет што имавме тренер. Едини. Сите други се беа така, знаеш, не знам, некој професор или некој асистент кој што го става Откажан фудбалер. Да, го става факултетот, е ти си одговорен за спорт, да речем. Направи екипа футсал, направи екипа баскет. Правен факултет Правен го плаќал. на платен список. Имаше тренер, Вау! имаше тренер футсал, имаше тренер кошарка, имаше тренер Што за Зошто? правници? Чија иницијатива се знае ли да? Дај да му даеме кредит. Ако не се лажам, Тоа мислам користа за дека правен факултет. љубов кон спорт веројатно. Не барање. Некој што бил на позиција, што имал љубов кон спорт и Да. ја така верувам. може би- Јако е. Ајде да го спакуваме на едноставен и најбезболен начин како да направам некоја екипа и чисто сатисфакција. Не мислам, нема пари во тоа. Даде? Нема пари. Ама Браво, фанатик некој, зашо да не? Да. Да, и И идеш кај лекич А и да ги тера да не се откажуваат многу од факултетот. имаше бенефити. Али бе, добре е, да, Имаше бро. бенефити. Топ. Значи, Сега дај како да истрпат правен ова. Ќе се убиваат луѓе, сите се фрлат од тераса од ова испити. од овој point of view, дефинитивно. Дефинитивно. Па добра, ама Да, јас со другарите... некој седнал, чекај бе, 200 души се запишуваат, 10 завршуваат. Дај нешто да правиме. Барем 20 заврши. Индијанци, бе. Макар и онака го завршиле, не е битно. Со шески за да игра футсал. Yes. Да. Имаше некој предуслов? И имаше бенефити. Сега добро што ја начнавме тема, имаше и бенефити. Пример, јас бев ослободен од 2 семестри, не ги платив. Зошто дека играв за право? Браво. И мене од тоа време беше, не знам како некој да ми Така дал е. X amount of money. Истите пари, како ти ги дал. Значи, јас бев, не знам, Дал, да. Колку што кошта Ја- семестар? памтам се вратив дома им кажав, не треба да платиме рата. Значи, они, ја не Лудило. можеш обично кој е среќен. Да, Кој бе. знае што се десило. Ама до тој момент Ама тоа сте е... били прилично успешни како Да. во самата лига. Да. Да. Да сте биле негде Вајда сте освајале, доле бе. на табела. 2 втори имаме, 1 трето. Па добро, топ. Прво за жал никад не стигнавме, али Пак сте гордоста на факултетот. Че не, ова беше многу интересно кога почиња да ја бара за у другово клубче. да, и сега доаѓа човекот на грб на факултетот и оваа екипа, вика дали сака некој да дое у КМФ Железарец, треба 3-4 играчи. Ви кажувам, многу е посериозно, не е ништо што е тука. Дојдете, пробајте, no hard feelings. Ве бива, не ве бива, ќе ви кажам. Океј. Тоа е про лига, аматерска лига, Ќе дојдеме и до тоа се. Одам јас на тренинг Железарец. Железарец е најтрофеен клуб во футсал во Македонија. Има 10 титули шампион на Македонија. Според мене е единствен клуб што низ годиниве има работено па ајде приближно до Европа. Не со европски систем, али приближно до Европа. И беше многу успешен, многу години, се додека нели, како и секоја друга спортска приказна во Македонија, генералниот Им доја одбор крајот. од X причини престанува со дејност, клубот оди у заборав и живее и денеска клубот, постои, ама е далеку од тој левел што би требало да биде. Одам јас на тренинг, почнувам, таму
14 играчи, сите мајстори на малиот фудбал. Доктори. Доктори. Значи ти го гледаш некој со стомаче, некој преслап, некој он доаѓаш у терен, ти не можеш топката да Тие крие, дечко. ти крие меѓу нозе тие бута и проаѓаш низ процесот на А као помлади постари, као пензионирани фудбалери што се вика, као од кај обично доаѓаат? пред 20 и нешто години, Чиме со стомаче тој? пред 20 и нешто години, непишано правило било дека ако пропаднеш у големиот фудбал или пред да се пензионираш одиш играш футсал. Така. Ама со менувањето на системот на тренинг во футсал и подоцна кога донесува и стручњак од Србија Иван Божовиќ да биде и селектор и тренер на Железарец, кој што имплементира нов систем, нов начин на тренинг со суплементи, со 5-6 пати. Кој што треба да биде. Како што треба да биде. Станува Више Остап тие на откажани 10. фудбалери и овие што ги спомнавме со стомаче, полека почна да си Се филтрира, да. Се Не- прави не филтер можеш. на... така. стана квалитет. посериозно, стана посериозно. Почнав ја во Железарец, пак ќе кажам, прво прашав кога се тренинзи, ми кажа 7:30-8 на вечер, И се секој ден се тренира? 3 пати неделно во таа фаза, додека да дое Србинот, после он го смени тоа, кажа со 3 пати неделно клуб не бива. Аматеризам детски лиги. За жал. Почнувам, тренинзите се навечер, трениравме во сала Кале, мислам. Да. И ти влезе во екипата? И ја влегов во екипата. Влегов, првата година немаш никаква улога, ништо не. На клупа седиш? Играш, вода, они беа предоминантни, секој противник 10-0, 15-1. Леле, мочај. И ја искрено во тие години јас сум се радувал да влезам во игра. Да, да, Играв 4 минути, топ, супер. Мене ми беше чест со тие играчи јас да играм футсал, пошто ги знаев кои се. така. И гледав што прават. Викам јас да дојам нешто до пола од ова, а паралелно да не забораваме од почетокот, да си градам и И тераш Образование, кариера, да. образование, да направам нешто во животот, да успеам ова да ми биде као сайт хоби, топ сетап ќе види. Дудил. И така ја останав во Железарец, така се тргна приказната, 3-4 години, 3 години бев таму. После дојде Србинот стручњакот. Он стана селектор на футсал репрезентација на И Македонија плюс на клуба. и на клубот, затоа што генералниот спонзор на КМФ Железарец имаше идеја да направи клуб репрезентација. Аха. Зашто низ годините он има и репрезентацијата имаше проблем и тоа е така и денеска се случува. Кога доаѓаат играчи од многу различни средини, а репрезентативниот собир е 7-10 дена. Ти кога ќе ги уклопиш? Нема игрување. Да, Они да. не се знаат, они жаре Особено трчале футсал е многу битна таа уиграност. точно, каде што футсалот од тактички аспект е многу сличен на кошарка. Зашто? Пошто све е шема. Да, Имаш да, акции, акции. имаш кратки Ти ќе шпринтови, утрчаш, ќе ми оставиш, ќе ја земам. имаш летечи измени, исто како во кошарка. Да. Време се стопира на аут, време се стопира на било каков прекин. Многу е слично. Колку трае една утакмица? Една утакмица трае 40 минути, полувреме е 20 минути, со тоа што на секој прекин се стопира Се времето. стопира. Че ефективни 40. Технички трае со се полувреме, ако броиме негде сати, 15 сати и пол, во зависност од кој е квалитетот на надпревар. Се игра на ракометарско. Ракометно игралиште, се игра со четворка фудбал, се игра 4+1, правилата се слични, али и од друга страна и доста различни од голем фудбал. Да речеме, не знам, кога почнуваш напад, голманот почнува напад, Да, стално голманија гура. ти ја спушта, вие играте и ти имаш право само еднаш да му ја вратиш на голманот, он пак да игра. За да му ја вратиш втор пат, мора да излезеш на противничка половина, они да допрат топката, па после пат ти да добиеш право. Значи многу размислување има. Да. И у тоа картов ти се стане тебе као нон така. Автоматско, Автомат- да. автоматско е многу механичко зема. да ти стане. Значи многу интензивна игра. Се пак ќе кажам, квалитетот на нашава лига тука не е таков, за жал. А не треба многу за да биде на некој повисоко ниво, само треба поише фактори да се уклучат. Луѓето да не ефтин спорт е, сакам да кажам. Така, па еден Стварно- ракомет, па Стварно со многу малце пари може да се направи значаен успех и тоа се има случајно. Значи кога дојде Србинот, ќе се вратам пак на поентата, он дојде, генералниот спонзор му даде одврзани раце, еве ти, ова е мојата екипа, ти си стручњак, ти си лиценциран тренер со УЕФА, со ФИФА лиценци,
ти си правиш селекција, ти проценуваш кој може да биде дел од овој систем или не може. И сега тука е таа, Нема мама, тато, нема љутиш, нема врски. значи тука е таа суровост што ти ја носи спортот. И Реалност. реално што порано се соочиме со тоа подобро. И затоа децата низ нивниот тренажен процес и кога почнуваат да се бават со спорт, некојаш родителите сакајќи ги заштити и прават контрауслуга. Да. Така го гура повеќе што треба. Треба да го оставиш некојаш, да, по-безболно малку, ама да осети што е на тврдо да дојде. Зашто подоцна во животот, кога тоеш било каков проблем, дали од животен аспект, дали од работен аспект, ти полесно ќе го исперцепираш. Барем Како не? Јас така мислам и тоа ми се случува реално. Ова го зборам од своје искуство. Доаѓа Србинот, прави селекција, голем дел од играчите, јас не сум во таа И селекција. веќе не си дел тука. Не сум од Железарец. И Он прекинуваш со фуцал. не прекинувам. Спонзорот на клубот прави втора екипа, Аха. Футсал Скопје се вика тимот. Ова е 2011 година. Вика, сакам да направам уште една екипа. Овие се тука клуб репрезентација, а кај вас докажувајте се, можете влезете и вамо. Многу фер. У принцип горе доле ќе работите по истата програма што ја дава Србинот. Зоран Лекич што ни беше од правен факултет доаѓа во Футсал Скопје. Во вториот. Они двајца тренери, братски клубови, соработуваат горе доле слични тренинзи, со тоа што не може да бидат исти, многу е битно кој го прави тренингот, поготово во фудбал или во таков колективен спорт. Продолжувам таму. Доста солидна екипа имавме за македонски размери, сите други противници буквално не ни можеа ништо, али кој ќе доеше да си игра со братската екипа. системот, кај што играше Егеец 7-8 години, мислам друг левел, тоа е тоа. Гледаш, Овој Гейтс ми е од мало. да, АЦГ? да. Поздрав. Како не се знам, ја со тете. Тете, прво дење. Да, Пора. он беше многу сериозен талент за фудбал. Да. За жал му се случи македонската приказна. Повреда имаше некој на пршлен, му прават некој зафат. Не смееш веќе да играш по дефолт. За после 2-3 години нова анализа, па ти смееш да играш. И така он влезе во футсал. И да, 2 години изгубил до фудбал. Значи он бил сериозен футсал, ја Па, не знаев до Да, толку. види сега, јас со него сум многу близок. Шесто место Европа беа. Ние сме и кумови, Фак! Да, бе, сега ќе те кажам. ја најодговорно тврдам, него да не му се случеше таа повреда, ова футсалов немаше ништо да биде, Немаше. он имаше преку 100 настапи за селекција Македонија. Фудбал. Толку јак беше гејето, Да, најодговорно. А брат му е играч, игра професионален фудбал. Да. Фичо. Јако е. И како се дешава Егејецот доаѓа во селекција вамо? Да, Егеец почнува после сите овие ствари што му се сподесија, почнува, нели, он го има тој талент Така и, да. потенцијал што дете и за голем фудбал, него дури после, може да кажем, може боле му кликна ова. Дојде директно си влезе во Железарец, они отидоа Кај Србиното системот. Кај Србиното системот, Исто за стартер, репрезентација битен играч, си го зима. репрезентација преку 50 настапи. Браво. Јас си останав ваму, сетапот ми беше добар, пак си го терам ја оној гол што го имам Да, уште бе, од тие, факултет. паралелните. Учам, ќе работам, ќе играм. Зашто футсалот во Македонија, поготово тие што се над 25-6 години, скоро сите работат и играат. Нема некој фул тајм што е футсал. Таде професионален футсал. Да, да. што. Колку пари се Да, даваат. јас си викам, окей, не сум влегол ваму, no hard feeling, човек Да, разбира да. поише од мене, јас се одлука прифаќам, свесен сум, си ги знам моите квалитети, реален сум си, тоа е тоа. Си терам ваму, си го имам сетапот. И како стануваат овие шести? Стануваат шести, они Брзо по доаѓањето Значи, на Србинов. после 3 години или 2 или 3 години, не ме Опа, фаќа се збор. Сериозно бе? Значи, имаш бодување во УЕФ. Правиш само еден представник во Европа имаш од држава, само шампионот. Освојувачот на купот ништо не зима. Тоа е чисто за себе да се чуваш во витрина. Да. Шампионот има право да представува Македонија има прелиминари раунд, има мејн раунд и елит раунд. Согласно тоа колку години во низа клубовите прогресирале во Европа, колку кола поминале, така се бодува. И се Србинот кога дојде, веќе Железарец имаше некоја репутација, пошто се играа квалификацијски турнири за Лига шампиони, дојде до некој мејн раунд.
А игра? Се рипа таа прелиминари раунд кај што губиш и испаѓаш толку една утакмица крај. Еден турнирски уствари, 3 екипи меѓу себе најдобриот оди дале. И се оние рипаата? Ја рипаат на грб на бодувањето што го има Така, претходно така. на Железарец. Една година не проаѓаат, втората година проаѓаат. И одат во Италија на турнир На што ова мейн? па може и прелиминари, за да не претерувам, ова ЕГС подобро го памти, кај што они се една или две победи да зборат више за Final Four додат. Значи, после 2 години работа со тие играчи, он више доаѓа до некој левел. А тоа е сериозен успех. И он ја смени цела динамика на Иван Божовиќ, ја смени цела динамика на футсалот и кој што кажав преска, некои играчи што така понесериозно малку се бавеа, си ги isfrли системот. Тие што сакавме тренираме, Јасно. пошто ја остана во клуб каде што се тренира 3 пати неделно, јас сум многу свесен дека со 3 пати не можеш да играш Да, било каков спорт. Хоби. Јако хоби. Паралелно си тренирав сам цело време. Трчање, водно, Клековите и тркалците. лекови, тркалце. Водно 6 и пол са бајле секоја сабота, било фиксно 4-5 години 6. Со Дробаров, со Егеец, со Батон зборевте, Егеец. Нема лутка, значи Секоја сабота. секоја сабота правило имаше, си искочил, не си искочил, до кога си седел сабота 6 и Ето пол го сте заглавили директ. директ. Одиш дома, Нема. спиеш саат 2, се Зона качуваш, не врне, не прашуваш. се враќаме дома, правиш што сакаш. Договор. И значи 52 саботи, 6 сабајле фикс. никој не те тера, значи мене од клуб не ми викале тренира Да. плюс. Сте си го направиле вие Ми го таргет. останала таа навика. Ете, сплетна околности си имам прилика да се дружам и уште се дружам со профудбалери што и они се у тренажен процес, окей. Ти заедно. одговара тебе и него, да. Тоа се одржаваше цело време, значи пак е таа дисциплина од спортот, што после Да. можеш и во реалниот живот. Нели, јас секогаш Да се викам дека имплементира. полесно е ние што си имаме бавено со било каков спорт, имаме некоја подобра, барем ја така мислам, подобра работна етика. Знам што е рок. Знам кога мора, знам дека кога е тешко е сега ќе гурнам посилно. Значи И многу битна работа, ако си дел од тимски спорт, дефинитивно. знаеш да си тимски играч, што е Тимски многу играч. важно понатака Важноста на структурите, на на хиерархиите, хиерархијата, кој браво. што, кај, како. Многу се слични. Поштовање, Многу се слични тие ствари. Фудбалски клуб, сега збориме за фудбал тука. Остварува успех. Имаат стратег кој што знае да ги определи кој што прави, која му е одговорноста, кој за што е, да нема љубомора, наџира карактери. менаџира карактери, да ги направи сретни тие што не играат, значи да склопи една целина која што ако сите заедно работат и гураат една иста цел, ќе успеат. Еден или двајца да почнат да одат на страна, нема успех. На крај кој ќе го освојат трофеот, не се качува само тој хет-трик што дал или тој што фатил Така е, пенал. Сите одат на пиедестал, сите одат. Така е. Исто и во бизнис. Ќе зборам за себе. Best Way Solutions кога за да функционира и да го живее овој раст што го живее денеска, не може ако само Нено работи или ако само Марко работи или било кој. Нормално. Значи, тој е однос со луѓе, менаџирање карактери, справување со непријатни ситуации кои можеби не ти одговара тоа моментот како да најдеш решение. Све тоа кој ќе го аплицираш овде, кој ќе зборат за фирмата, бе, вие се добри, растат, ги гледам. Никој не вика, бе, Нено е добар, расте, него вика компанијата расте. Така да многу се слични тие два примери. Како не бе, како. Па тај птене таман прилика сега паралела да повлечеме и со за сите овие години додека го развиваш футсалот, спортот, станува очигледно каква важност во животот ти сочинува да си активен и таа структура некоја спортска, паралелно се образуваш, бизниси, чуда и кога и како почнува приказната со Best Way. Приказната со Best Way почнува многу несериозно и ентузијастички и воопште не имав перцепција искрено дека ќе се случи. На мој пријател од Шведска, кој што почнал некоја бизнис идеја, доаѓаше во Македонија тука од време на време и му спомнува, вика, бе, ми требаат некои помлади дечки што зборат англиски
сакам да им дадам, почнувам некоја идеја, да видам дали ќе се развијат, да ми бидат customer support агенти. Добро, окей. Јас се запознавам со швеѓанецот, си имаме комуникација, сме у контакт. 2016 јас го канам кај мене на свадба. И доаѓа швеѓанец на македонска свадба, може да замислите што е тоа, културолошки шок. Ми имаш кажу. Човекот На твоја свадба. на моја свадба, ние се одржуваме контакт меѓу време, доаѓа. Прашањето прокажи сам. Нели, чекаме, реце, сликаме сите, се е окей. Седнувам и јас поминувам низ масија да направам здравица, доаѓам до него, вика, Нено, мора те прашам нешто. Викам, кажи. Дали ги знаеш сите луѓе овде на свадба? Дали ги познаваш? Викам 99%. I'm impressed. Зашто шведските свадби се нели какви што се. 20 души. 20 души, плафон, мајка, татко, брат, сестра, сведок, толку е. Леле, јако е. Да, и проаѓа свадбата, јас нели си одам дома, сите тоа еуфорија по свадбено, ми пратилом порака во некое ниедно време, фала што ме покани, знаеш они колку се љубезни скандинавците и колку сакаат да покажат респект. Фала ти што ме покани. Дали имаш време утре еден саат да се видим? Викам ти. Студента онма. Што кажеш, дојди на прва раке. И сега јас викам, кога човекот дошол од Шведска на свадба, јас на 5 метра од мене ќе одам и ќе седам и ручек и цел ден ако сака и отидов. Беше заедничкиот пријател кој што ние. Ми ја кажува идејата швеѓанецов. Мојот левел на англиски од таа фаза е од 1 до 5, 2. Аха. И јас како седам, како он ми кажува за идејата, јас седам и се пцујам сам себе. Идиоте, зашто не одеше на часови англиски кога твоите плаќа и така натаму. И го имаш оној момент, разбирам, ама не знам да вратам. Не, кажи не знаеш. Нема тоа разбирам, не Така е, знам. да. Да, али си се лажеш. Све сваќам, ама не знам јас да. Да, Кец плюс. Човекот што е со нас на маска, му викам, брат те молам, помогни, кажи му, Заинтересиран сум све, ама сакам, сум за, немам врска од таа iGaming betting индустрија, ништо не знам, ќе научам. Кој што ме дал Господ, Така е. да не сум, што ќе фатам, сакам да го завршам, ќе пробам. ами тоа е некад многу побитно него да го знаеш. И му викам на крај, Willing to learn. само кажи му за англискиов, ама да и obvious, он гледа дека тут смуц. Му кажува и ми се врте швеѓанецот, ми вика, ми ја свати поентата, ја викам да, другото си е на тебе, вика. И окей, почнувам ја, фриленс. То точно нуди. Значи, ние работиме betting brokerage. Ние сме middlemen помеѓу група на луѓе кои што бараат платформа да се обложуваат и ние наоѓаме платформи по светот каде што ќе ги однесеме тие луѓе да добијат најдобри услови за онлайн обложување. Тоа е идејата на швеѓанецот, Да. ти ја презентира тебе и ти дава улога во овој процес да ти правиш Customer support агент да помагам на тие луѓе заинтересирани да дојдат на овие платформи, како да отворат акаунт, како да се Така. регистрираат, како депозит метод и така натаму. така готово. натаму. Ти си мидлменот. И почнувам Апло. јас customer support агент, терам фриленс, не знам, негде година дена, и дојде момент кај што више не можам сам. Расте workload, гледам дека не постигнувам, више англискиот ми се подобрува, секој ден куцаш, се Збориш, снаѓаш. да. На жена ми, кажи ми зборо, мислам, да, на Web10 ми помогна у таа фаза. Доаѓам до фаза кај што ми требаат луѓе. Му се јавам на Марче. Марче, знаеш, Исто од фудбалските. исто од денови се фудбал, знае. го знам, ете го тоа, тој бенефит од играње Да, на фудбал. знаеш стварно па контактите на крајот. Непроценливо, значи Да. непроценливо. Му се јавувам, Марче, вака и вака, од прилика сум ти кажувал што работам. Што правиш ти у животот? Прилика се ти кажа. Од прилика сум ти кажувал, може би си ме разбрал, може би не. Треба уште еден човек. Си за, не си, од прва. Да. Значи уште сме фриленсери. Немаме идеја што би се дешавало. Ти и Марче сте иста генерација? Една постаран. Колку години имате тука? Ова е 2016. Значи пред 7. Да, пред 7. Точно. Да, точно 7. Сега во октомври 7. Марче дојде една година Сакаш, по-късно. сакам, да. Да, сакам, доаѓам. Почнавме Марче. Треба трет човек. Пак од фудбал. Како го најав третиот човек? На футсал.
Другар кој што играше голем фудбал, му се јавува на Егеец, вика може ли да дојам со тебе и со Нено на тренинг? Немам намера да се такмичам, чисто сакам да се одржавам. Океј, одевме ја и Егеец со иста кола. Доаѓа, јас го зимам блиско, живее кај мене, влага у кола, шо правиш, добро, не сум те видел одамна, шо работиш? Ништо, сега заврши. Политички науки, нешто. Викам, бараш работа? Да, а јазик збориш? Да, бе, да. Па и дојди, викам и ти. Дојди он. А шо е тоа? Дојди ќе ти кажам. Дојди, не ме прашувај, ќе седнеме на компјутер 2 сата, 3, цел ден, 5 дена, колку сакаш, ќе джвакаме, ќе збориме, ќе се снајдеме. Му објаснив. На почеток сум, не знам што ќе се случува, не ти гарантирам ништо, пошто не сум човек што сакам да филмови да правам, сакам ако сум ти кажал дека ќе биде, ќе биде. Да. И ако не биде, ќе дојам ќе ти кажам очи, нема да биде ради тоа и тоа. Или ако не знаеш дека нема да биде, не знаеш дека нема. Чекаме болја прилика. Така им кажав и нив. За 2019 30 јануари више дојдо, уште 20 земавме после тоа, 30 јануари направив ја стратегија како јас сега да го отсурсирам овој сервис што ми го даде човеков да бидам јас сапорт агент да станеме компанија. Затоа што јас не можам вечно да одам по улица и да викам дојди ќе ти давам пари, немаш пријава, немаш сигурање, немаш ништо. Мислам несериозно е. Ако го правам, сакам да го правам структурирано. Во ова време веќе како фигурираш веганецов? Значи, ние сме најтехнички партнерски. Ние работиме за нив. Они ни ја дават работата, ние им го даваме сервисот. Сеако размишлаш за креирање компанија, треба да се одсешеш од него или само он да помогне во формирање на правен субјект? Само да бидам правно лице и тоа го направив. Си отворив доел. Да може да се пуштат плати регуларно, се плата, се плаќа данок. Да не се срамам јас на рекрутмент. Значи он уште со вас, уште заедно работиде. Денеска си работиме. Така, да. Ние сме си најблиски, први соработници. И дојде фаза да го направиме. Back in the days беше Best Way Support, првите 3 или 2 години, така нешто. За после тоа да седнеме да решиме, чекај, сакаме малце пошироко да биде, позвучно, support, даваш само техничка поддршка, што технички не е и така. Имаме маркетинг, имаме IT, имаме finance, имаш 10 департмани што више не си support. И така и го ребрендиравме после Solutions. Го направивме Best Way Support Back in the days, денес Solutions. И од 1, 2, 3 фудбалери што пробуваат да работат, денеска фала Богу сме 34 луѓе. Браво. Чекај да го повториме ово. Од 1-2 фудбалери, денес сте 34 луѓе. Да, што не се фудбалери. Што спонзорира други сфери. Така е. И искрено и тоа у краток период сериозен скок е. Да, Ја мислев дека многу порано е почнато, искрено. не. Чекај само, извини, ќе те прекинам. Дека многу ми се свигаше како барајки луѓе со кои што соработуваш, тоа не е наивна работа. Прво, ај ти што си all-in, и тој за себе ќе си работи, ама ти кога привлекуваш некој друг така, ти за себе воведуваш ризик да не го заебе и твоето. Така е. Целата претходна прича со спорт, со фудбал, со етика, со работна етика, тоа мислам дека ни е јасно више на сите. Ти препознаваш одредена вештина и карактеристика кај човекот и тука е довербата, нема што да зашто да експериментираш да ризикуваш со други. Истото сигурно ти се провлекува и со сите наредни 30 вработувања што не ти се сега сите фудбалери. Апсолутно. Ама колку и да си професионален, да пробаш да следиш некои бизниси, HR, да речеме кадровски, по така научно, некој да проба да ти профайл да ти направи на лик, колку тебе пак негде позади ти стои таа проценка на база на тие цело време. Тие по суштинските вредности, онака кој да е да ти дое сега нов, ти па нема го прашаш дали игра фудбал, ама го бараш ли тој фактор, го сакаш ли да го уловиш која ја градиш екипата? Во почетокот да, ама со тек на време сватив дека не може тоа да ми е стартинг поинт, може за мене лично да ми одговори некој прашање ако имам дилема за одреден карактер, ако не го знам, нели, ако не доаѓа по некоја препорака, доста ми помага сето тоа што го имам проживеано таму, да препознам овде се.
Значи имаме доста луѓе што доаѓаат што не се ни од спорт. Прво што сакам да потенцирам дека бедствие е тоа што е, затоа што ова е субјективно и мое мислење. Јас работам со прекрасен тим од луѓе. Значи мене најголема победа од денот ми е кога ќе дојде некој, било дали е соработник, дали човек на интервју, влегува и ми дава коментар колку ви убаво овде. Да. Види како Кај вас убаво се работи. Ви каков амбиент имате. Знаеш, тоа ми е победата. Тоа го прават луѓето. Значи, они се, не знам, живот би дал за нив. Не знам како да ви објаснам. Прекрасен тим на луѓе, многу ми помогнале. Знаеш, некој го гледа тоа од перспектива, па ти им го вработи, ти му помогна. Не. Ја го викнав за да си помогнеме. Ја така размислувам. Ја те викнав за да си помогнеме. Не може еден без друг. Не може. Факт е тоа. Ама се е тоа поврзано со ова што збориме. Спортот, тимскиот спорт, тимскиот дух, работа со луѓе, да знаеш да му помогнеш кога му е тешко, он да ти помогне, а да не гледаш некои задни намери од тоа. Чекај, и колку е маца со ова, може те панолечко прашање, ти си правно образован, водење бизнис не ми е многу правна ствар. Не. Мислам, има правности во врска со тоа, ама знаеш, имаш и други образованија што можеби повеќе помагаат за водење бизнис. А сепак релативно брзо ти се случува се 2016-17 фриленсерски, ама онака фирма водење колку 4-5 години. 5. Јануари 5 роден ден прави. Тоа е прилично краток период за растот што го имате и нормално дај Боже да ви продолжи. Ама во еден момент ти сигурно си видел, чекај, ова не е фудбал, не е право. Океј, јас сум хасол, знам да се снајдам, ги разбирам работите. Во кој момент сваќаш дека ти треба дообучување за ова конкретно да го оствари максимум потенцијалот и како го правиш тоа? Тоа дообучување сватив дека морам да го имам за да одиме на друг левел, а и да пораснат и колегите, зашто не може само еден да расте во фирмата, да се разбереме. Тука е правење на organization chart, да делегираме одговорности по други луѓе. Тоа што сум го правил јас кога сум почнал, тите капи кои што ги носел, плаќање фактури до чистачка, до плаќање кирија, до купување бироа, до купување кабли, компјутери ми се расипа, ова ми се расипа, а паралелно јас работам и како агент. Јас уште работам. Ти тоа работиш уствари, ова е логистика. Ова ми е логистика што ако не ја направам, веќе имам проблем. Да. Нели, ќе касниш плата, нема да платиш на време сметки, кири и така натаму. После година и пол две сваќаме, значи тука искрено многу ми помогна и швеѓаните. Значи ние сме многу добар микс. Нашиот балкански менталитет и нивната скандинавска работна етика е вин-вин микс. Значи он ти дава негови примери како би требало да биде, одиш кај нив, седиш, доста пати сме одели, сме работеле во нивните канцеларии таму, гледаш и купуваш. Вака треба да изгледа. Да. Насокава е добра, само малце треба аджастмент. Точно. Кога доеме у Македонија е малце различно. Точно. Ама да. насоката е таа. Како јас почнав да се ослободувам време за да можам да се доедуцирам, да ти одговорам на прашање. Почнување почнавме да делегираме, одговорен си за тој департман, и така веќе мене почна ми се ослободува време. Знаеш, многу луѓе според мене прават таа грешка и многу лесно влагаат во burnout кога не се храбри да делегираат. Микроменеджмент. Не му давам сега на томе да не ми ја земе работата. Сосема погрешно според мене. Јас сосема контра мислев. Ќе му дадам, ќе ја дадам, они си се одговорни, ние си имаме топ однос, топ соработка. Како ми се ослободува времето, фала Богу, тоа што дојде и овие подкасти, книги, читање, присуство на конференција, неколку пати оде во Шведска, имаме партнери исто и на Малта, одиш кај нив и купуваш искуство. Што го правиш заради новото време? Што си го стекнал? Точно. Се ослободуваш од питање на конференција ако треба биро да купуваш.
И пак ќе кажам, пак ќе се вратам на колегите. Сум имал среќа да се најдам со таква група на луѓе кои што ме поддржале, јас сум ги поддржал, едноставно ни оди со работката и разбираме што сакаме да направиме. Знаеш, On the same page сте. не го сваќам како се јас сум му дал на Жаре, Жаре зашо ми даде мене. Ја не го сваќам, се ќе му дам на Жаре, па не му дам, ќе си го чувам за себе, туку не, имаме здрав однос што сите си ја сваќаме големата слика. Ако растеш ти, растам јас, сите растаме. Ама ја мислам и тоа е тоа што го викаат водење со пример. Едно е мене некој утепоина газда да ми делегира нешто и ја како не види се ти за ја ќе ти го правам, а друго е ти тоа е мадафака газда, фит, тркач, фудбалер, направил она и ти го делегира и сега ти си кажеш па са онако може 3 години сам го растел. свагаш тоа за мене тоа е водење со пример. Точно. Ти делегираш да, водиш да, ама водењето не ти е ти тоа, иначе нема плаќање пари. Не. Слушај, ми треба помош, ти помагаме заедно, еве ти бујрум, умеѓу време не му кажаш дој на тренинг, ама види ја направив 100 склека. Си гледа човекот, сегаш, Да. ти ништо не мора да кажеш, ти води си го животот кој што го водиш. Точно. И они само си И знаеш зашо? ама мора да го водиш, тоа е знаеш тоа. зашо ќе те слуша, зашо ти си ја носел неговата капа, си ја носел незината капа. Си плаќал фактури, си чистел, си правил, си пустил. Ти ги кажеш, слушај, ти треба да плаќаш, сега ќе плаќам. Си плаќав и ова го правев, и она го и идев на вежбање и ова го заврши. И што ќе ти каже тоа? Да, и тоа е таа Кога поинта. водиш со пример. Така да Тоа мора точно. да го живееш, а не само не бе, те сваќам ја. Не сваќај бе, Не. прај го. Значи, ќе се вратам на спортот. И многу е битно и како ги третираш луѓето. И сега, ќе се вратиме назад Односот. во детството, нели, тренерите што не учеле? Ќе кажеш добар ден, ќе се поздравиш со сите, Дисциплина. додека некој збори ќе слушаш. И така натаму и така натаму. Ја нема ден во канцеларија да влезам да не направам здраво со секој што е на биро. И без исклучок. Значи, лош ден, добар ден, било каков да е, влегувам здраво, како си, добар си. Секој е заинтересиран во различна сфера, пробувам низ тоа слободно време сега што го имам да седам, да слушам, не знам, Жаре сакал кросфит. Ајде најдам нешто да се збориме со Жаре за кросфит, знаеш? Да, бе, да. да го Нивните интереси да ги гаеш и ти. точно да заедничките го осетам дека припаѓа тука, дека сум си замарал ја 5 минути да слушам дека Томе сака да вози точак. Да, сега може ли еден предизвик да ти дам? Ајде. Јас сум бил у фирми што биле у слична фаза. Сум бил у фирми што биле илјадници вработени. Таму CEO-то не го знае Жаре дали вежба кросфит. Тука CEO-то ги знае сите, ама сум бил и фирми што од 30 дошле до 1000 у рок од 3-4 години. Предизвикот е, прво дали размислуваш на тоа, сега не знам дали до илјадници ќе дојдете, ама сигурно размислуваш некои планови за наредните години, во каква насока би се развивале, до колку би се развивале и што кога, ако некогаш, се развието до тој степен да ти стварно реално не можеш до толку да си таков и како тогаш се воспоставуваат тие културни вредности за да остане истата енергија, истото чувство, ама ти реално со секој лично нема се знаеш. Не е возможно. Размислуваш ли за тоа? Размислувам и затоа еден од првите критериуми за некој да стане дел од нашата фирма, гледаме од прилика карактерот дали му е фит. Пошто од прилика ние Кој што би требало да е? да, значи треба да е сличен на нашиот, не на мојот, на нашиот на компанијата, кај што нема завис, нема љубомора. Нормално се случуваат 30 луѓе, 30 проблеми, тоа е така. Има и XY, нали? Гледаме да е поблиску до нашата култура. За скил се учи. Да. Све си е на тебе. Ако е willing, Ако ти сакаш, имаш желба, ако имаш цел некоја поставено, X период, окей, ќе дојдам тука да речеме 2 години ќе работам, тоа ќе го научиш се. Али ова друго што го кажав на почеток потешко се учи. Факт е дека за X време, дај Боже да дојде до тоа, нема да бидам ја во можност да го правам тоа, апсолутно. Ама па се потпирам на оние луѓе што се тука со мене од прв ден, кои што такво им е главата, тој им е менталитетот и така ќе оди тоа надоле тоа скалило.
И ги И имаш исто- уште тие, тука се. од прв ден. Кор екипата. Да. Е, А тоа. Марче што го спомна до Тоа е вредното. Значи, тие што се дојдени први 5-6 луѓе, еден замина си отвори собствен бизнис, што е сосема легитимно, другите се ден денеска тука од прв ден. Тоа многу кажува, И да. тоа ми дава да верувам дека имаме здрава основа, зашто немаме голема флуктуација на вработени. Се случува да се заминат од XY причини, ама нема нешто драстично да сме у проблем. Луѓето што доаѓаат се тука. И секогаш се потпирам ја дека тој мајндсет што сум го почнал јас, многу ми помогнале швеѓаните да го научам тоа дека не треба боси да бидеш со луѓето, него треба да научиш како комуницира жаре. Дека треба му кажеш на фин начин. Дека Томе можеби сака да се скарате. Знаеш, Да, Тоа е јасно, да. да се адаптираш и така да комуницираш со луѓето. Нивната етика и нашиот менталитет и искуство од спортот, сите тие и неправди, и, нели, таму се комуницира на начин и ваков и онаков, да, на друг јазик се. Не ми помогнале да си стекнам такви навики, таква култура и фала Богу сум имал среќа да имам и такви колеги кои што го туркаат истото. Така да. Ме види кога и овие што си заминале од XY причини, знаеш па со какви не сакаш да работиш. Апсолутно. Според мене некогаш што е многу побитно. Да знаеш што не сакаш. Да. Да знаеш со кој не сакаш да работиш. Многу време за штеда. И добра лекција е. Да бе. Добра У лекција. моментот е тапа, јеби го, реално, ама Види, секој разделување е тапа, ама. после тоа е песма лета за след. Не само за тебе, и за него може Така подобро. бе, да. Супер. И тој таа може не Се знае, додека не ние сака да работи се така. додека сме ние пријатели на улица, имаме респект. Така си. Кој кај ќе оди, што ќе оди. Немам такви проблеми јас. Индустријава во која што работите, рече брокерство во iGaming, Да. кога збориме веќе за раст, кој, сега не знам колку ќе ти се навлака технички да ми објаснуваш Ептен за индустријата, ама чисто бизнисменски, во кои насоки би можел да се случува растот, у смисла на партнерства со слични компании, па некако ја ширите дејноста, или едноставно зголемувате клиентела, па мора да растете во број. Свегаш на што те прашам, имате дејност што може да се разгранува или сте премногу специфични само се поголем процент од маркетот да фаќате? Значи, пред се прва и основна фаза е подобрување на продуктот, усовршување на продуктот би рекол, Добро. за да може да излеземе на уште некои пазари кои што денеска поради немање на тој левел на Так. квалитет не сме во можност да одиме. Значи ќе зголемувате присуство на самиот пазар. Точно, затоа што специфична индустрија, многу специфични барања има и има сериозна и конкуренција, да не се лажеме. Мораш да имаш топ продукт за да излезам ја да правам сериозна продажба. Ако продавам нешто што левото, десното копче така. не оди, Не, оди. џабе си дал ти X amount of Има money. слични у Македонија? Не, нема ни на Балкан. Конкуренцијата не ви е тука. Нема ни на Балкан. Нема. Они работат со надвор. Да, Каква интересна нишка, бе. Како се погоди швеѓанецот, има негде, Све бива. има во Малта, мислам, ваква агенција, може да има во А, па таму е iGaming, Да, Гибралтар. може на Малта, Кипар тие, да има. да. UK 100%, пошто UK е корот да, на да. индустријата. Немам слушнато на друго место. Вармо овој дел од Европа не сум слушнато. М. Па таму е и таа индустрија, мислам. Да. Тоа iGaming е. Малта, UK. Мислам и најголемите светски ивенти од таа индустрија, Ice London, Sigma се Малта и Лондон. А кога, у кој степен на не е ни раст тоа амерички пазар постои воопшто? Постои, ама невозможно. Тоа не е ни next level, тоа кој знае Таму што е, има а како е? 500.000. Да, и DraftKings. мислам, тип. а Мене, да, Сигурно што е како се вика, извини, она клучната пречка што би требало да ја прерипате? лиценци. Тоа сакам да Невозможно кажам. е да добиеш лиценци. Значи други Да. протоколи, процедури важат таму, Да. така? Друг свет буквално. Не Друг не свет. ни размишлаш на тоа Не, нешто не, или не имаме не е право. невозможно? Од денешна перспектива не гледам ни дека ќе биде. Прво, лиценците се нешто ненормално за
Не само за нас, за европски стандард би рекол. Скапи се. Да, и тешко се добива. Е, Значи, тоа. други стандарди пратат они. Да, и не знам, јас не сум бил во Америка, може сте биле. Мислам дека и таму е различно е регулирано тоа бетинг, нели? Да, нема, јас сум бил, нема. Ставено е у Вегас, ваму не знам дали има во Нема. таму. Има во 20 и нешто земји. Пред некој ден слушав погрешка. Да, многу е Да, комплицирано. нема регулативно. кладење, нема. Во 23 земји се има Ете. онлайн бетинг. Али пак е тоа од амерички 23 компании. states. Да бе, оние DraftKings компанија, нели, оние Drake што ги... Јас уште немам Stake. видено европска компанија да влезе да работи. Може и има, не сум видел. Азија, таму многу се клава. Се работи, Азија се работи, да. Има. Доста клиенти има. Претежно Европа, али да, има. Значи тоа ви е можен пазар некогаш. Азија? Да. Да, имам и клиенти од таму, мислам. Да. Има. Од Азија има. Значи вас оствари ви се ширило присуството процентуално на пазарот. Точно. Азија Подобрување е на мала продукт. земја. Мала површина. Подобрување на продукт и зголемување на број на клиенти. Така би бил растот. Али здрави Боже. Здравје. Да. Чекор по чекор. Сега, можам ли јас со спонзорството да си продолжам? Ајде. Шо? Бевте на... И да бе, да, како не клучен дел е ова. На МЗТ една или две, не знам колку беше, не ме фаќа се збор. Ти ќе кажеш него. Годинава сте со Вардар. Како се станува спонзор на македонски спортски клуб? И зашто? И зашто? И зошто? Па зашто и Легитимно предпоставувам зашто, али еве, ти ќе ми кажеш него. Значи, вака. Да, бевме една година спонзори на МЗТ Скопје, лани. Оваа Само една бевте таму? Само една сезона, да, додека беа дел од АБА Лига, од АБА 1. Оваа година сме на РК Вардар и имаме спонзорирано во Младинска академија на фудбалски клуб Македонија Ѓорчи Петров. Не на прв тим, Така. на Пошто Младинската академија. Да, сме цел нели да се поттикнат младите и така натаму. Како се станува спонзор? Спонзор се станува еве јас од себе тргам. Ваучер системи беше прво. На страна тоа е една од опциите. Аха. Другото ти е чист маркетинг кост. Значи, многу луѓе гледам имаат перцепција даваш тоа, немаш данок. Дојди објасни ми го тоа, ако е така, одмах ќе одам по таа опција. Апсолутно. Тоа ти е чист кост како да си ставил банер на некоја зграда, Така бе, да. си го плаќаш Колку си решил да трошиш за маркетинг? Апсолутно. Тоа е пакетот што можеш да го одбереш. Ваучер систем и да одвоиш буџет. За да тргнеш да спонзорираш у спорт, пред се, ја мислам дека мора си човек од спортот. Не дали си играл. Да сакаш, да гледаш, не знам, да најуваш за Као МЗТ. предпоставката за овој со правниот факултет. Тоа, да, ја тоа ќе кажам. Исто. Мора да е некој таков Ти тип на можеш да човек. спонзорираш и трети фирми, некои глупи, мислам глупи. Ќе спонзорирам работилница за нешто. Да, можеш трез. Да. Вебинар. Што има баш у спорт да идеш да спонзорираш? Да, зошто сум се Али решил? скапа Не играчка. си продавница за спортска опрема. Точно, да. И Башка не спонзорирате клубови, него втора лигаши. него продавам продуктот тука. И Тоа баш. па плюс. Тоа па плюс. Јас сум човек од спортот, тете сум се бавил со спорт. Зошто се Навијал решивме? земјата. Зошто се решивме земзете? Јас сум од дете пораснат со земзете. Тромец? Дромец, да. Тромет. Не дромец, аеродромец. Зашто се две различни категории. Да. Стварно? Да. Па јас сум дромец, не знаев дека има дромец и аеродромец. По-лошо така. Јас сум Ти си од Јас Коста сум од Новаковиќ. дромците. Од дромците. Иначе сум од Коста Новаковиќ. Па знам по егеец. Така ги врза Чим се комши, прати гледа. Да. Кажи го, значи, МЗТ. сум навел за МЗТ, МЗТ да. и цел живот без никаков интерес, без никакви намери, сум модел на утакмици, гостовање, вамо, там не сум пропуштал буквално. Да. Со било кој да играл, јас сум бил у сала. Имале пари, МЗТ немале слави, Значи, марш јаки. за спас на клуб, што се не поминало, сами кореографии, сами мајци од джеб, прајање шалови, чуда. Спориш за годините Пусти кеф. со работнички кои играа по плейофи. Така. Финалење. Сала, Од- леле. Од 96-7 до На катајра. 2016. Врбица Мирза. Ау. И сега јас кога се отвори шанса, дојдовме до некој левел,
И јас мислев дека е многу добра идеја да пробам на било кој начин да му помогнам на клубот. Пошто сум играл, Чисто од алал. сум играл спорт, сум бил дел од хаотични клубови, неорганизирани, ради X, Y причини, и сум сакал со оваа постапка, покрај тоа што си правам реклама на фирмата, сум сакал да и да поттикнам и други луѓе и да покажам дека секој ако направим помалце, дали ќе биде волонтерска работа, дали ќе спонзорираш, дали ќе направи жаре семинар без пари за некоја X тема. Да, дај некако да помагаме на спортов, сите колку можеме. Да. И така дојав до идејата, отидов во МЗТ, се обратив, немам ни поима, ни пакет. Ти отиде не си ни јавија. Јас го нашав Имаш контактот, контакт, да. го нашав контактот, здраво, ќе играте АБА1, да, јас сакам да видам спонзор. Без Solutions, не јас. Без Буквално така, Solutions, здраво. сакаме да бидеме спонзори на МЗТ. Океј. Кој е начин? Кој е начинот? Има пакети, цени, нешто и сега спортот у Македонија е на тој левел што е. Секој денар е добре дојден. Да. Нормално те прифаќаат со отворени раце, добра платформа е за реклама, а од друга страна мене ми беше многу лична сатисфакција. Да. Клубот што си навел од детство, си одел, си го прател, Леле, јак. еве ти сега помош од мене, тоа е тоа. Мислам, секој на било кој начин да пробаме да во сите спортови, не сега за кошарка, фудбал, ракомет. Во сите спортови, сите помалце да правиме волонтерски и вака ентузијастички, мислам дека ќе направиме подобра средина. Како не? Да не гледаме Баш секогаш На а што е карна. тоа, зошто немам и Да, ти првото следствено прашање е Што имаш ти од што тоа? имаш ти од тоа? супер реклама. Тоа е мојот. Има Не на ти е ни паркет. тука пазарот. Не ми е тука пазарот. Абе, кејфот кој е? Фирмата твоја, навијач на МЗД, на паркет, без твој Solution стои, АБА1, доаѓа Црвена звезда и Да. тапка некој таму Да. баскет. Тоа да го видиш, Стварно, е заради тоа го правам. Така. Замисли, Не треба поиш. Твитера да спонзорира некад. А? Ој. Логото е многу захтевно, ќе треба на центар да биде зарипано. Ама на фудбалски терен, направено со 3D, со све да. Леле, замисли, знаеш дека Или ќе се технологија. деси, зашто го рековме некад ќе се деси. Зашо, да. Зашто? Обично Дај, така бива. Па што го Верувам. рековме некад, значи Джоковиќ ќе дое на подкаст и ќе- Светски и ќе шампион имавме. спонзорираме нешто некад. Здраве, дај Боже. Тоа е. Сега сте на РК Вардар. Сега сме на РК Вардар. Сега имаш друг кејф таму. Сега имам друг кејф, да. Столе Стоилов ми е многу добар другар од средно и ден денеска интензивно се дружиме. Лани му беше последна сезона, оваа година заврши, стана тренер, ја и он, ете, тоа што викаш, некојаш нешто ќе збориш, некојаш ќе се деси. Ја и он ни шала, ни смеа, 2-3 години збориме. Нас не бидете спонзори. Викам, важите. Изминативе години? Изминатија 3. Да. Нас не бидете, мора да не бидете. Он го викал ова, викам, за тебе и за Вардар секогаш. Значи, Рука дал. у војна одиме, нема проблем. Станувам дел од структурија на Вардар, помошник тренер и координатор на младинска категорија. И летово еден пеколен ден ми се јавува на работа си, да, дојди да пиеме кафе. Одам јас да пиеме кафе, седнуваме, те барам за спонзорството, ја му викам, па тоа е завршено. Само ти не знаеш. Ама како, со кој збореше, викам, сеја со тебе и другите што беа на маса. И јас ти реков пред 3-4 години, 2, не знам и колку, кога зборевме, јас тоа стварно го мислев. мозгаше, да. Ти тогаш си рекол да. Да. После подсетиме да се вратам и на ваша идеја. На вашава соработка. И јас му викам, да, Тоа завршено. твојата страна не сме ја слушнале, знаеш. И другиве што беа на маса, ама а шо пакет сакаш, како пакет, викам, дечки, дај да почнеме, ќе се наоѓаме, тука сме, наши сме, ќе си правиме брейнсторминг, ќе ви се јавам ја, може ли ова, вие јавите ми се да не сакаш ова, ќе си оди со работката. Од аспект на спонзорство на Бестој на РК Вардар, се ова може како сака нека го сватат луѓе, јавен повик до сите компании, било колку што може да помогне. Значи не е баук, никој не бара илјадници евра. Вреди да се помогне на тој клуб затоа што е многу сериозна платформа за реклама. Значи нема човек во држава што не го гледа, не го прати. Ја македонски бренди што е
Два пати европски шампион, цел свет го знаат, значи јас еви со странци многу соработувам, кога збориме за спортски клубови само РК Вардар го знаат. Го знаат. Ево знаат ти, немците, сега не ме знаат подсети, РК Вардар. извини, ке ти го убацам. У Шпанија, усред Севиља, идам на улица, дечко, Вардар дрес, рандом мес на шпански зборот. Шпанец. Шпанец. Тоа Колку збор. шпанци игра во Вардар? Игра, шпански, шпанец, а шкара пара жерадо дешто ти зборот. Викам, чекај бе, малце не е го. На овој што ме викам, збориш? човек Вардар ли е, вака и го гледам. Наш ли овој? Вардар. РК Вардар, дрес, ракометарски. У Шпанија, у Севиља, рандом шпанец и носи. Тоа ти кажува се. Тој некој фан изгледа на утакмица, некој нешто фрлили му. Не е важно, многу шпанци играа во Вардар. Многу и помина. Како се каже тренерот Гонзалес, како беше? Гонзалес, имаш. Да. Тренер шпанец има. У Ама и шампионски. тајмингот изгледа, вие таман сте го завршиле со МЗТ ангажманот? Да, вајда на година заврши дена. тој договор, да, И моментално не се најдовме, Дупка у маркетинг, не што е да исклучено правиме? никаква соработка, поготово не земзете, тоа нема дискусија. Тако, да, тајмингот се погоди. Вардар правеше некоја Столе станува, реструктура, асистент. Столе влага координатор, асистент, Борко нов директор. Знаеш, пробуваат да ги направат работите кои што треба, се приклучија неколку компании. Добра им е идејата, добар им е планот, али им треба помош. Така да кој го гледа ова, И тргна охрабрете да се. кажеш за бенефитот од Јас од нашиот пример потврдувам дека има бенефит. Луѓе веќе знаат кои сме, зашто ние сме млада компанија, поготово и што не работиме тука. Тешко е да не дознаеш ако не видиш негде да се запнеш, да гуглаш и да бараш по сошијал кои медија. се овие сега? Да? Мене ми се случија 2-3 примери. Одам во аптека, купувам нешто, седам, чекам ред и некој чиче 55-6 години ме буцка вака. Момче, може да те прашам нешто повели? Вие ли го спонзорирате Вардар? Викам, да, Best Way Solutions, нашата компанија. А лал да ви вика, бе, како вака не размислуваат сите да помогнат? ова не е могуќе Јас си човек одам- да јас те си одам препознае да Јас си одам спонзорство. најсреќен човек у И свет. знаеш дека прав Платеше потек. цело спонзорство. Исплатено е све. За мене е исплатено ако ме прашаш. Да. Тоа е тоа. А што е за Па подкастот? не знам, нека ни кажа. Да, Не, рече да го подсетиме, да. Да, колку лесно се договоривме ние двајца. Да, бе. Мислам, Ние само те прашав, вака и вака планираме. Имав 3 слики од Сожаре епизодата, ја и ти сами која сме. и у сала која вежбат. Како изгледа студиото и од сала не имав Клипот ми го покажуваше која имав вежбат. клип, така Која има. страда томе. Има. Да, бе, тоа беше спремно, да. Толку имавме спрема. Јас други видеа Да, немав. тоа имавме снимено од порано, нели, спремавме. На, Со бајкот возевме горе. на јавната шпица мислам дека ти ја покажа. Шпицата Најавна беше шпица. спремна, да. Јас го немав целото видео кај што Најавна си ти у шпица, сала, 100%. тоа е 16 минути видео. Тоа е 10. од после тоа. Од после го ставивме на канал. Најавна шпица. Најавна шпица ми прати, ја имав спремно најавна шпица, сликата со Жаре на трите фотелчиња, јас и ти на она едно високо шанкерско, за зашто вежбаме една или две слики, толку. Се гледаше дресов ова. Вие сте си знаеле дека ти ќе си почнеш со подкаст? Не знаеш. Седнуваме Не на ни знаеше дека Сега дознавам со на ова. предновогодишна со целата екипа на Рустикана. Кана се втор сте вежбале, ти си спомнала и со Тома ќе Не. почињаме. Они се друштво двата собственици, тоест на Рустикана, Стефан Стоилови, не знам кој е да и Арманд. И ајде со тренерот у кафана, со тренерот у кафана, доста вежбаме. Демек дај да пиеш со нас еднаш, да у кафана. Ајде викам ќе бидеме кога треба. Рустикана може ли? Може, одиме Рустикана. И Нено исто вежбаше се, истото друштво доаѓа. Ја ми Паднало му план одека, имав, шо не рандом. знам, ми блицна, разбираш, ми нешто гледавме в светско првенство Аргентина, Мексико се. Светско Аргентина, И ми Мексико. текнува нешто баскети, маскети, па викаме, Нено вака и вака. Шутинг ма шат, кај да Аха. знам. Имаме подкаст, ќе правиме Томас Ефонска, шеф, да бе, знам, добро, вака, ја наш посебно независно, не се Да, му да, објаснам да. на него тупам. Еве ти сики како ќе изгледа. Добро, ќе почнуваме да пишем. Ја ти реков само прати ми ги пакетите во понеделник. Така беше ствари, Да. да, ама не знам дали имавме спремно уште Ништо пакети. Немавте, те почекав. Не. Така? Те почекав. И да, па да чекај рано Ние ние вака си викаме, Те чекай, зашто кој рачунај, пакет ова не е- сме ни почеле. предновогодишна рана за да не фатат оние од Да. фирми и да не можеме после викенд за викенд. 17 декември. Некој ран декември, така беше. И ран за предновогодишна. Ја ние 9 јануари ни е првата епизода.
И ти го слушаш овоа, ти викаш, Ја го што ти слушам текнува? и викам зашто да не? Веќе спонзорираш ти... Веќе у МЗТ се. Веќе Да, сме у ти- МЗТ. Викам Они се За УМЗ. екстра. спонзорираме Офсайд. спорт, они ќе прават платформа кај што ќе Да, ја му за подобјаснив спорт, што ќе биде ќе целата работа. зборат за XY ствари што може да бидат корисни во животот. Приказни за луѓе што Нема да биде поминале. жута штампа или Не, казала. Ми се свиѓа. Викам. Кажи ми кога ќе бидете готови. И така тргна се. Што подкаст чинја имаш пратено пред тоа? Пред тоа имам пратено повеќе спортски подкасти, сега во последно време бизнис подкасти пратам. Така да ме најде негде у препад додека слушав нешто интересно и ми кажа, викам, да, ајде. Да, тоа ќе кажав, помогнало валјда што не ти било искрос нов поинт Не, на не, шоу. не, си Не, знаеше. не, си слушав редовно, си и ден денеска се гледа тоа или викам зашто Овие да не. бизнис прича српски интересни, спортски има. тој дечко да, е многу да. добар. Да, која си на балкански звезди, па кој како, па многу интересни причи. Да, знаеш, мора да гледаш, еве сега ние од Преку моја пример. перспектива, мора да гледаме на пример подкаст тука во околниве земји, пошто не е исто не. подкаст у Америка и у Македонија. Сега пример би земал од соседна земја, од Србија конкретно, да видам култура, како се прифаќа, па гледаш што коментираат, па колку followers, views. раст, знаеш. Да, Ти бе, е да. каза Се се има човече, предвид. по 100.000 епизода е вака. Од шалати, Србија? бизнес прича, па Жаре, по порано неколку почнал милиони. Гледаат многу. Не викам не, али неколку милиони views, сериозни се, сакам да кажам, и продукциски се. Гледај какви гости вика. И гостите на Џоковиќ, татко му. Доаѓа овој. Абе, Како се викаше агентот што се смеевме? Мишко Ражњатовиќ. Бето што сакал кој. Доаѓа Мишко Ражњатовиќ. доаѓа представник на Google за југоисточна Европа, гостин, што збориме поише. Значи сериозни глави. луѓе, страшни views, страшни добри причи. јако. И сега ние треба да го туркаме патот на Македонија, Да. на македонскиот подкаст. Како и дај уште еднаш на почеток ви давав паќе ви давам фидбек. Супер сте, продолжете си, добра работа правите, имате структура, си имате луѓе што ве гледаат и знаат зошто ве гледаат, што е исто битно. Не ви е вас, верувам, на двајцата сатисфакција некој само да отвори, туку некој Колку да може има би view, не бе, тоа. некогаш знаеш да те потпраша што мислевте со таа поента кога ја кажавте, дали може поише ми даш. Има, да, има. Има таква интеракција. Тоа е за мене некоја Тоа ја стално викам, еден Да, човек да, од да. епизода, еден, Да. кој ти го дава да. И тоа е тоа. Тоа е тоа, уште едно огромно фала и за приказната и нормално фала и за спонзорството. Ние секако сме птен срекни за оваа соработка. Секако ако имате нешто предлози, кажете. Како што си работите со Вардар. Апсолутно. Ама ми се појаснија некои ствари за заштото. Ма знаеш, и јас и Жаре како примачи на спонзорство, кога ми спомна мене он од прва и мене ми дое што Да не има за работиш некој нешто. што има некој подкаст да ни спонзорира, па што па баш тој човек, ама си го чекав моментот за да си дознам поише и стварно ми се појаснија и скроз си управо. Ако имаш некоја конекција со спортот, има многу вредност во тоа лична дали да волонтира, некако насочи си ја енергијата кон спортот, макар за себе, макар за спортот, не барај многу за возвраст, ќе дојде таа возврат. Во една или друга форма некако во животот, никогаш спорт нема лошо вратено. Каква сака нек ти е инволвираност, дали спонзорираш, тренираш, упатуваш, совети даваш, што и да е спортот некогаш враќа позитивно. Апсолутно. И може да ти врати во некоја сфера што најмалку очекуваш, али веројатно има нешто што не може да го објасниме денеска и никогаш евентуално што се враќа. Така да заемно е задоволството. Ќе се продолжиме понатаму, така да тоа е тоа. Тенкс, Нено. Малце не размази на почетокот од прва добивме уште една и после. Али нема веќе. Фала на поканата, дечки. Фала ти и тебе, фала и вас. Поздрав, чао, чао.